Masovno i kako nikogaš dosega na stotici dekari горат страништата во Кочанско. На овој начин земјоделците се подготвуваат за новата сезона енормно загадувајќи го воздухот, но и доведувајќи го во ризик со обраќајот. Иако палењето на страништата е строго забрането и казниво, а глобите се движат од 1500 до 3000 евра казна, праксата сепак продолжува. Неконтролираното и самоволно палење на огнот се огромен ризик за сите. Дали надлежните воопшто реагираат? Во 2022 година евидентирани се 3 пожари како резултат на палење на страништа, 2 во Свети Николе и 1 во Кочани. Во Кочани на лице место се затекнати 3 лица против кои се води постапка. На лице место се присутни мешовити патроли кои ја контролираат состојбата, а во тек е и кампања за подигање на свеста кај земјоделците да се воздржат од палење на стрништа. Информираат од СВР. Во моментов воздухот во Кочани е со сериозно покачени вредности на опасни честички, поради што општината изготвува катастер на клучните загадувачи, каде свое место веројатно ќе најдат и страништата. Кога ќе излезат резултатите и кога ќе се утврди тој катастар, тогаш ќе знаеме каде се изворите, кои се загадувачите и во исто време ќе бидеме спремни да преземаме и превентивни и репресивни мерки во делот на третирањето на овој проблем. Иако станува збор за огромен ризик и јасно пропишани санкции, досега казнети речиси нема, што е сериозен стимул овие пожари и натаму да ги има. Некои земји од нашето опкружување овој проблем го решаваат со високи казни, но и укинување на субвенциите за сите чии земјоделски површини претходно се палени.